Денес во попладневните часови во Атина, представник на Министерството за надворешни работи на Република Македонија го достави до грчката страна нацрт договорот што беше интензивно подготвуван во последниве денови од наша страна, на македонскиот нацрт договор. Истовремено сакам да потврдам дека во изминатите денови го добивме и грчкиот нацрт договор. И со ова комуникацијата која што досега се одвиваше главно низ усмен диалог, влегува во една фаза каде што има и размена на пишани документи. Убедени сме дека доколку целта е да се најде едно одржливо и едно достоинствено решение за надминување на разликата околу името, да се најде една разумна дистинкција меѓу нашата држава Македонија и регионот Македонија во Грција, тоа е можно. Со нетрпение и со задоволство ја очекуваме посетата на мојот колега, министерот Коцијас, кој што ќе допатува во четврток и ќе има доста средби и активна програма во петок. И следната недела на 30 март, на тоа ниво, двајцата министри ќе имаме прилика под медијаторство на господинот Нимиц, под покровителство на Обединетите нации, да ги продолжиме разговорите во Виена. Убедени сме дека елементите од нашата нацрт спогодба ќе бидат корисни и во рамките на тој процес кој што е главен, бидејќи и формално врз основа на резолуцијата 817 од 1993 година на Советот за безбедност на Обединетите нации, овој процес и се води токму за тоа, да се надмине разликата околу името и процесот се води под покровителство на Светската организација на Обединетите нации. Грчката нацрт спогодба е предмет на анализа во овој период. Мислам дека, не сум убеден дека ќе биде корисно да коментирам за содржината. Ние сме сведоци дека секогаш кога се обидуваме да разговараме преку медиумите, а не преку институциите и воспоставените процеси, работата не се поедноставува, туку се компликува. Може би е честно да кажам дека има разлики. И на некој начин разликата во фазите е усен диалог и писмен диалог, меѓутоа постојат разлики. И се надеваме дека ако мислиме заеднички на една цел, ќе успееме тие разлики да ги надминеме. Одлучивме дека е подобро да работиме и да сработиме, отколку да најавуваме, и затоа сега, кога тоа е направено и кога е предадено на другата страна, и го објавуваме. Мора да му дадеме шанса на процесот, мора да ја вложиме целата енергија во него. Тој продолжува сега со билатерална средба, меѓутоа главната средба со посредникот Нимиц е на крајот на идната недела, да се обидеме во таква директна комуникација да ги надминеме разликите. Најсуштинската рунда разговори за главното прашање до сега беше таа што се одржа, што ја организираше, што ја свика и што ја модерираше токму господинот Метјо Нимиц во Виена, која што траеше 7 часа и каде што не се постигна некаков посебен напредок. После тоа јас имав средба точно, меѓутоа многу кратка и не баш за ова прашање со министерот Коцијас за време на неформалниот состанок на министрите за надворешни на земјите членки на Европската унија во Софија, Гимних. Мислам дека сите знаеме дека и формално, и правно, и суштински посредничката улога има многу големо значење и таму е местото каде што се обидуваме да ја надминеме оваа разлика. Сите овие контакти се делумно подготовка и инвестиција во тој процес. Јас се надевам дека во нашата нацрт спогодба ќе има елементи што ќе бидат корисни
за средбата во Виена на 30 март. И покрај градење доверба се на некој начин и подготовка за тие средби. Дали имало или немало потреба, прашањето е старо колку што е независноста на Република Македонија. Се обидуваме во неколку месеци да направиме големи скокови по фаза во која што напротив прашањето беше употребувано во други цели. И многу е тешко, и тоа е главниот предизвик, мислам, или еден од главните предизвици, да се изгради доверба, да се убедат двете јавности дека ова прашање треба да се надмине во за толку брз период, притиснати од европската агенда и од изборните циклуси на двете страни. За жал, и јас ова не го кажувам за да направам некаков си политички поен овде дома, меѓутоа лично сум сведок, среќавајќи се со пријатели, со сојузници, со луѓе заинтересирани, представници на држави заинтересирани ова прашање да се надмине, бидејќи факт е дека има и регионални импликации. Факт е дека нашата почетна позиција, мај-јуни, на излез од политичка криза, не беше завидна. И ние се обидуваме во со големи скокови да излеземе од таа дупка која што беше длабока. И да ги вратиме пријателите, и да создадеме аргументи дека треба Македонија да се поддржува, бидејќи ова прашање не е само надворешно политичко прашање. Бидејќи е врзано со интеграциите од времето на 2008 или Букурешкиот самит на Северноатлантската алијанса. Колку сме ние посилни дома, колку сме поочигледен кандидат, толку потешко е на било кој да не блокира. Колку сме попозитивни, колку сме понезаинтересирани да се расправаме, а сакаме да решиме отворени прашања. И искрено да ви кажам, ако има една карактеристика по која што се препознава македонската надворешна политика денес, тоа е соочување со реалноста на проблемите и вложување во нивно решавање. Не ги користиме во домашна политика, не ги користиме во смисла на надмудрување, бидејќи сме свесни дека време е регионот наш да исчекори и да порасне. Го затворивме прашањето со Бугарија, се обидуваме во рамките на можното да правиме се да го затвориме прашањето и со Грција. Така што дали било корисно, се ќе пробаме, доколку тоа може да донесе до достоинствено решение. Тоа ни е задачата.